Почитуване семејство Джемиловски, почитувани граѓани на Струга, на Подгорци, сигурно ви има денеска овде присутни. Почитувани министри, директори на платежната агенција, на Агенција за храна, ветеринарство, царина, поранешен министар за земјоделство, кој што го гледам овде, драги пратеници, кои што сте денеска присутни, представници на општините Струга и Охрид, почитувани представници високи од ИПАРД програмата, од Европската комисија, од Брисел, кои што сте денеска со нас, почитувани сограѓани. Секогаш е големо задоволството кога сте сведок на раѓањето на една бизнис инвестиција, кога можете да ја следите во нејзиниот развој и да бидете дел од успешно финализирање и реализација. Драг Мечо, ова е европеизацијата на Подгорка. Ова е дел од европеизацијата на Струга. Ова е дел од европеизацијата на Република Северна Македонија. Во мај 2018 година, јас и вице-премиерот Кочо Ангјушев, колку што се сеќавам, заедно со нашите соработници и со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Никола Бабовски, бевме поканети од господинот Мехмет Джемајловски на презентацијата на неговата бизнис идеја за изградба на фабрика за преработка на месо. Тогаш работите за изградбата беа во самата нивна почетна фаза, а денеска сме гости, исполнети со професионална сатисфакција затоа што учествуваме на оваа свеченост со која официјално се означува стартот на работата на оваа прекрасна македонска фабрика. Уверен сум дека брендот на компанијата Подгорка наскоро ќе биде прифатен на пазарот како препознатлив знак за квалитетни преработки од месо, за кој постои голема побарувачка. Компанијата е веќе докажена, а убеден сум дека новите видови на производи навистина ќе постигнат импозантни успеси. Има повеќе фактори што оваа фабрика ја прават посебна и вредна, но ќе истакнам неколку како пример. Бизнес идејата и моделот на оваа иницијатива беа високо оценети и како резултат на тоа, таа сосема заслужено доби највисока финансиска поддршка од мерката 3, инвестиции во преработката и маркетинг на земјоделските производи од ИПАРД 2 програмата, односно 2 милиона и близу 100.000 евра. Посебно ме радува што станува збор за домашна компанија која што отвори нови работни места и донесе нова вредност во нашата економија. Сакам да ги охрабрам собствениците и инвеститорите во оваа компанија и понатаму да влегуваат во нови инвестиции. Владата и институциите се тука да бидат и понатаму ваши партнери во создавањето на поволни услови за раст и развој на вашите бизниси. Во таа насока радува и извозната ориентација на оваа компанија, која што освен на домашниот пазар, планира своите производи да ги пласира и на пазарите во странство, во околијата, со доминантност во Албанија. Овој период големи усилби вложуваме во напредувањето на регионалната соработка. За тоа зборуваше и собственикот. Создаваме услови кои ќе овозможат 24-часовно работење на границите со царински контроли во една точка и за меѓусебно признавање на фитосанитарните контроли на производите што се движат низ овој регион. Македонски царини, царините од Албанија, работат на конечните подготовки на пуштањето на One Stop Shop токму овде на границата на Ќафаса. На тој начин се обезбедува брз и безбеден транспорт за производите од регионот, за да стигнат до пазарите во оптимално време, за што во голема мерка ќе помогнат и брзите ленти за компаниите. Гаранција за производите се и примената на најсовремени машини и технологии според ХАСАП и халал стандарди во согласно со националните и стандардите на Европската Унија за безбедност на храната и за квалитет на производите. Фабриката максимално ги користи локалните ресурси и обновливите извори на енергија со вклучување на модерните трендови за енергетска ефикасност и независност со инвестицијата во фотоволтаичната опрема за електрична енергија и во сопствени бунари за снабдување со вода.
Од посебно значење и придонесот што Подгорка ќе го прави и за развој на локалната заедница, пред се со отварањето на работните места. Ова и сите слични и други храбри бизнис иницијативи се од огромно значење за задржување на највредното, на младите луѓе, кои поддржани со мерките на владата, како што е младинскиот додаток и многу други, ќе ги охрабрат младите да веруваат во својата иднина и да инвестираат во себе за стекнување нови вештини кои што се барани на пазарот на трудот. Ваквите решителни инвестициски чекори на една домашна компанија која што успеа со квалитетен проект да добие средства од ИПАРД програмата се охрабрувачка и мотивирачка успешна приказна. Вреден за пример што заслужува да се следи, да се споменува и да се учи е токму оваа иницијатива и самите искуства се одлични за поттикнување и охрабрување на други бизнис иницијативи. Јас само на крајот ќе споделам, имав чест како скоро завршен млад економист со Мехмет Джемиловски Подгорка да работам трговија, комерцијални работи 98, 99, далечните 2000 година, кога растеше компанијата и се создаваше, и сакам да го изразам моето лично задоволство и лична среќа што денеска Подгорка стана гордост и бренд на Република Северна Македонија. Благодарам Мехмет на поканата, благодарам што дозволивте да бидеме дел од ова ваше славје. Ова е слава и на Струга и на Република Северна Македонија. Честитам на вас и на вашето семејство, на вашите вработени, на овие прекрасните инженери кои што работеа овде на целиот овој проект. Ви посакувам огромни успеси и во иднина. И не застанувајте тука. Продолжете во соседниот плат, продолжете да инвестирате, ние сме тука да ве поддржуваме. Благодарам.